Квалитетниот мед е особено важен доколку сакаме добро здравје. Сега климатските промени влијаја на количините на медот оваа година, дополнително економската криза на цената на истиот. Ќе го имаме ли во доволни количини во зимскиот период и ќе можеме ли да си го дозволиме, што е најважно? Ова утро ние тема на разговор со нашиот соговорник. Велам добро утро за господинот Винче Билбиловски, председател на пчеларското друштво Матица и председател на подгрупата за пчеларство во Министерството за земјоделство, со кого ги најавуваме 18-тите денови на македонски мед. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија. 18-ти пат поред споменав најубавиот, најдобриот, најквалитетниот мед од Македонија на едно место. Колку штандови ќе има, каква е организацијата, ситно броиме до почетокот? Токму така ги правиме последните подготовки и слободно можам да кажам дека веќе сме припремани за свечаното отворање кое ќе се одржи во 11 часот. Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство ќе одржи свој говор и ќе го прогласи за отворено овај 18-то поред издание Денови на македонскиот мед. Инаку да споменам дека на оваа манифестација, како и секоја година, присуствуваат излагачи, значи пчелари од сите краеви на нашата република, со проверен, со чист мед, здрав и со сите оние параметри што го красат вистинскиот мед. И кога зборуваме, а често зборуваме за квалитетниот мед и како граѓаните да го најдат истиот, ова е веројатно идеалната локација каде што ќе можат да дојдат нашите сограѓани и да проверат и да дознаат впрочем што е квалитетен мед. Сега за сите оние кои што не знаат, како да добијат информација или како да дознаат дека медот кој што го купуваат е навистина со квалитетот за кој што им го нуди продавачот. Токму така, една од основните цели на манифестацијата, како што рекол, значи има карактер продажен, а и хуманитарен, и една е едукативен карактер, значи ова манифестација има таа цел, значи со купувачите, со граѓаните што доаѓаат, ние секогаш поединачно им објаснуваме како да го препознаат вистинскиот мед. Ајде да им покажеме, и на тој начин, значи, постојат повеќе начини како да се познае вистинскиот мед. Добра. Прво, значи органолептички, кога се земе теглата, треба да биде теглата во една компактност, значи да нема мешавини, потемен, посветол и слично. Второ, значи кога се отвори теглата, мора да се помириса, да го добие онај мирис на мед, пошто на друго место не може да се најде него исклучиво само кај медот. Исто така, кога земеме со лажичка да пробаме, треба да се истегнува во еден конец, дури тено конец као пајажинка. Значи, тоа е еден од условите. Или доколку не е сигурен купувачот, тогаш треба да побара кристализиран мед, затоа што вистинскиот мед за одредено време мора да кристализира. И тука е една, да не речам 100% сигурност кај купувачите. Господин Билбиловски, за цената на медот долго време се дискутира, имајќи предвид дека живееме актуелна економска криза, ќе ја почувствуваат ли во однос на овој производ граѓаните? Економската криза, како и климатските промени, не погодија сите, поготово нас пчеларите. Сега ние се трудиме да таа цена да не биде драстично зголемена, него минимално, за да може секој да си приуши, што се вика, да може да купи мед. Значи не се водиме точно од тие параметри колку треба да го покачиме медот, него она минимална цена која може да биде приступачна. И една информација која што секако ќе им биде добре дојдена на нашите гледачи, да знаат дека на нашите штандови овие денови може да се најде мед од домашна, автохтона, македонска пчела, навистина домашен македонски мед. Токму така, пред повеќе години направена е значи лабораториска анализа со генетски податоци, така да овај мед што е овдека на овај простор е чисто од нашата автохтона пчела, значи Apis mellifera macedonica. И можеме слободно да кажеме и да се пофалиме, бидејќи и дури на поштенската марка пратките што стигнуваат секаде во светот, значи ја промовираме точно нашата автохтона пчела, Apis mellifera macedonica. Штандовите се преполни со мед и пчелни производи на улица Македонија. Не може да се забележи вака од око дека помала е понудата од минатите години. Но податоците генерално кои ги имаме е дека актуелната ситуација, зборувам за климатските промени конкретно, влијаја на приносите од истата. Ги почувствувавте ли вие? Ги почувствувавме затоа што климатските промени драстично ја променија ситуацијата, бидејќи пчелата, како што знаеме, треба
топло време, вегетација, а знаеме дека во април месец заврнува снег, значи ја уништува таа вегетација, пчелата почнува одново да се регенерира и во летниот период температурите, сите сме сведоци, се зголемени некаде на 35-40 и тоа континуирано, тоа трае месец дена, што неповолно влијае за медот. Така да не можат пчелите и да сака, медот, нектарот го има, не можат да го соберат во една доволна количина колку што треба. Како ги преживува климатските промени македонската автохтона пчела? Па, пчелата, како што знаеме, милиони години е пред да настане човекот, и она ги пребродила, сигурно имало и ледена доба и многу други по-тешки ситуации него оваа што е. Значи она се снаоѓа, се надеваме дека за кратко време ќе се прилагоди и таа пчела, нашата пчела ќе се прилагоди на климатските промени и со тоа и ќе бидат и самите приноси поголеми на општо задоволство на сите. А тоа ќе биде, значи самата цена ќе биде по-приступачна и по-поволна за купувачите. Споминавме во најавата дека сте подпредседател на групата за пчеларство, подгрупата за пчеларство во Министерството за земјоделство, што е особено важно во насока на комуникација со ресорниот министар за поддршка на пчеларите, која што исто така им е неопходна, особено во криза каква што живееме. Веќе за понеделник чинам се закажани разговори на оваа тема. Што најнеопходно има на пчеларите во овој момент и каква е од друга страна одговорот или комуникацијата со ресорното министерство во насока на поддршка? Во овој контекст можеме слободно да се пофалиме од Министерството за земјоделие, поготово од министерот, значи за земјоделие, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, затоа што ова е сега за прв пат воведено, значи оваа година почнува, формирана е таа група каде што пчеларите, градинарите, значи има представници и можат директно да ги пренесат своите проблеми што ги тиштат по одредена област. Конкретно за нас пчеларите, ние, како што рековте, во понеделник во 2 часот имаме таа седница се одржува во Министерството за земјоделие и ги изнесуваме сите наши потешкоти, проблеми што се соочуваме и така тие предлози доваѓаат до тие комисии што се надлежни за тоа, значи да ни помогнат. Покрај субвенциите кои што ги добиваме, кои што имаме добра улеснителна околност во дадени моменти, значи ни се навоѓаат, така да и со некои други, бидејќи околу набавката на репроматеријали, ние не произведуваме тука, мора да ги купуваме од страна. И затоа и тука може да има поволности околу тој данок на додадена вредност да се намали така. Значи дискусите секогаш може да бродат со плод на општо заеднички интерес. Може би приносите се намалени, но ќе го имаме ли доволно медот престојнава зима? Треба ли да се грижиме? Па се надеваме дека ќе ги задоволи потребите на нашите граѓани и колку да е, значи нема да иде за надвор за извоз како што имаме понуди. Најверојатно дека овој мед ќе се користи за нашите граѓани. Иначе да ви кажам дека бидејќи нашата земја е една од ретките во светот што е позната според географските и климатски услови во однос на другите земји, значи ова е погодно подрачје, за производство на мед. Така да имаме понуди од соседните земји, еве да кажам конкретно од Словенија, од Турција за откуп на нашиот мед. Меѓутоа за тоа сепак треба количини и ние во иднина се стремиме да ги зголемиме. И сега како? Една од целите во министерството е да ова пошумување што ќе биде, да не биде тоа со растенија кои што се само украсни, него да бидат медоносни растенија како што е багремот, водијата, например, да се заменат чемпресите и така, да имаме поголеми количини. До недела може да ги набавиме омилените пчелни производи. Какви се очекувањата од 80-тото издание на Деновите на македонски мед? Па од година во година интересот е се поголем, така да овдека се нудат сите пчелни производи, како е да споменеме уште еднаш како што е мед, полен, прополис, млеч, восок и други пчелни производи, кои што на задоволство на граѓаните можат да го најдат на едно место, да се едуцираат, да прашаат како се употребува и така, што е им излегуваме во пресет. Добро е што ќе имаме сончево време, така барем велат најавите од управата за хидрометеоролошки работи и можност сите да излеземе и да ги набавиме нашите омилени пчелни производи по поволни цени. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Пред да се одјавиме, колеги, за да ви кажеме дека навистина ситуацијата, да ја доловиме впрочем ситуацијата на терен, ќе го замолам колегата Александар Мижимаков да забележи колку се навистина штандовите полни, дека и во 9 часот и колку е веќе во моментов 40 на минути, граѓаните доаѓаат и го набавуваат својот омилен пчелен производ. Имаме можност до недела на улица Македонија да дојдеме сите и да ги набавиме омилените пчелни
производи кои што и не се по толку високи цени, може да се набават по... Има ли попусти, господине Биловски? Па оваа цена е формирана токму да биде пристапна да биде пристапна за потрошувачите. Иначе индивидуално многу повисоки цени го продаваат медот, меѓутоа оваа цена ја прилагодивме да биде на секого достапна. Можност до недела да се ги набави. До недела, да се набави. Благодарам за разговорот. Сега јас ќе се одјавам бидејќи ме очекува Лажица квалитетен мед, се разбира. Колеги, имаме ли прашања? Не е фер само тебе да те очекува Лажица квалитетен мед, без мед, тегличка, малечка, вака колку чашкава, немој да ни се враќаш. Добро, и чашкава е дури голема, немој да ни се враќаш во студија. Добро, договорено. Нашата медена колешка денеска утринава. Добро, договорено. Чао, Кики, благодариме за линкот.